денешен ден во 1620 година, стотина населеници, исклучени од верски нетолерантната Англија, пристигнале со бродот Мејфлауер во Америка и ја основале населбата Плимут. Тоа бил почетокот на поинтензивното населување на северноамериканскиот континент. На овој датум во 1792 година роден е англискиот пронаоѓач и математичар Чарлс Бебич, татко на модерниот компјутер. На денешен ден во 1805 година, по победата кај Аустерлиц, Наполеон и ги одзел на Австрија, Венеција, Тирол и Далматинското крајбрежје. За да го отстрани австриското влијание врз германските држави, францускиот император ја создал Рајнската конфедерација, држава сателит на Франција. Одредбите од овој мир биле поништени на Виенскиот конгрес во 1814 година. На овој датум во 1825 година во Санкт Петербург на денот на полагањето заклетва на новиот цар Николај I, некои од полковите се побуниле и побарале донесување устав, но буната позната како декабристичко востание била веднаш задушена. На овој датум во 1890 година умрел германскиот археолог Хајнрих Шлиман, кој во 1868 година ја открил Троја, користејќи се со податоците од Хомеровите дела Илијада и Одисеја. Ги открил и Микена, Орхомен и Итака, потрошувајќи го своето севкупно милионско богатство на археолошките ископувања. На денешен ден во 1891 година во селото Шаошан во провинцијата Хунан е роден Мао Цетунг, кинески револуционер, еден од основачите и долгогодишен водач на Комунистичката партија на Кина. Со прогласувањето на Народна република Кина во 1949 година, тој бил избран за председател на нејзината влада. На денешен ден во 1908 година, американецот Джек Џонсон од африканско потекло со победа врз канаѓанецот Томи Барнс станал првиот црнец кој станал светски првак во бокс. На овој датум во 1939 година во земјотресот во Анадолија во Турција загинале околу 32.000 луѓе. На овој датум во 1945 година во Солун бил одржан пленум на бирото на КПГ за Македонија и Тракија. На пленумот кој траел 2 дена, генералниот секретар на КПГ Никос Захаријадис во својот говор, меѓу другото истакнал дека туѓите сили треба да се повлечат од Грција, за да остане народот сам и суверено да ги реши своите проблеми. Во продолжение на говорот Захаријадис ја признал македонската организација НОВ како демократска и антифашистичка и изразил готовност за соработка со неа. На денешен ден во 1975 година, со летот на линијата Москва-Алма-Ата, авионот Ту-144 станал првиот суперсоничен авион во светот воведен во редовен сообраќај. На денешен ден во 1989 година, ден по стрелањето на Николај и Елена Чаушеску, Романскиот фронт на националниот спас ја избрал новата влада на чело со Јон Илиеску. На овој датум во 1991 година, Сојузниот парламент на Советскиот сојуз на својата последна седница го објавил своето распуштање. По напуштањето на председателската функција, Михаил Горбачов го потпишал указот со кој атомското копче му го предал на Борис Јелцин. На денешен ден во 2003 година, во земјотрес со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала, кој го погодил југоисточен Иран, загинале 26.271 лице, повеќе илјади биле повредени, а како исчезнати се воделе 525 лица.
На овој датум во 2004 година повеќе од 227.000 лица загинале во цунами брановите кои ја опустошиле Јужна и Југоисточна Азија. Брановите цунами биле предизвикани од катастрофалниот земјотрес со интензитет од 9 степени според Рихтеровата скала, што го зафатил тој дел на светот. На денешен ден во 2005 година умрел американскиот актер Винченте Скјавели, кој снимил 98 филма, меѓу кои Лет над кукавичкото гнездо, Дух, Амадеус, Блейд Ранер, Народот против Лари Флинт. На овој датум во 2006 година, во експлозија на нафтовод во предградието на Лагос загинале повеќе од 850 луѓе, додека околу 60 биле пренесени во болница со тешки изгореници од различен степен. При експлозијата изгореле повеќе од 60 куќи кои се наоѓале во близина, како и 52 возила.